Ново истражување на YouGov открива дека корисниците на Android се помалку изложени на фишинг и лажни пораки од оние со iPhone. Според податоците, корисниците на iPhone имаат 65% поголема веројатност да добијат 3 или повеќе лажни SMS пораки неделно, додека Android корисниците 58% почесто воопшто не добиваат сомнителни пораки. Истражувањето, спроведено на 5000 испитаници од САД, Индија и Бразил, покажува дека сопствениците на Google Pixel уреди имаат 96% поголема веројатност да не добиваат лажни пораки, додека кај iPhone ситуацијата е спротивна. Интересно е што Apple телефоните се најдоа на последното место по број на вградени безбедносни функции меѓу 4 тестирани модели. Google доби пофалби за своите системи за заштита, автоматско филтрирање на спам пораки, откривање на измами и автентикација во реално време. Од друга страна, иако Apple често ја нагласува приватноста, истражувањето покажува дека Android моментално нуди посилна практична заштита од измами и фишинг пораки. Социјалните мрежи се преплавени со видеа создадени со вештачка интелигенција, кои на прв поглед изгледаат реално. Сепак, експертите предупредуваат дека еден од најсигурните знаци на ваквите содржини е лошиот квалитет на сликата. Ако видеото изгледа како да е снимено со стар телефон, тоа е црвено знаме, вели професорот Хани Фарид од Универзитетот во Калифорнија, додавајќи дека заматеноста и ниската резолуција често се намерно додадени за да се сокријат грешките на алгоритмот. Покрај тоа, повеќето ја видеа се кратки, обично помеѓу 6 и 10 секунди, бидејќи создавањето на подолги снимки ја зголемува можноста за визуелни грешки. Манипулаторите често додаваат и вештачка компресија за да ги замаглат аномалиите во движењата, текстурите или позадината. Но, според професорот Метју Стам од Универзитетот Дрексел, овие знаци наскоро ќе исчезнат, бидејќи генераторите стануваат се посовршени. Научниците веќе работат на нови методи за откривање дигитални отпечатоци кои алгоритмите несвесно ги оставаат при создавање лажни видеа. Стручњаците предупредуваат дека во иднина видеата мора да се третираат како текстови. Нивната веродостојност ќе зависи не од тоа колку изгледаат реално, туку од изворот и контекстот во кој се објавени. Blink успешно тестираше ран прототип на Wi-Fi 8 хардвер, што компанијата го нарече клучна пресвртница во развојот на следната генерација безжична поврзаност. Иако деталите се ограничени, тестирањето потврдило дека новата технологија може успешно да пренесува податоци и бикан сигнали, што ја докажува нејзината одржливост за идни потрошувачки уреди. Компанијата го разви прототипот во партнерство со неколку индустријски компании и очекува првите уреди со Wi-Fi 8 да се појават пред официјалното усвојување на стандардот. Новиот стандард ќе се фокусира повеќе на стабилност и постојана поврзаност, наместо само на зголемување на брзината, објаснува Qualcomm. Wi-Fi 8 ќе користи обсези од 2,4 GHz, 5 GHz и 6 GHz, со теоретска максимална брзина до 23 гигабити во секунда и пошироки канали од 320 MHz. Очекувано е технологијата да понуди подобри перформанси во услови на слаб сигнал или голема мрежна оптовареност, што ќе значи помалку задоцнување, подобро стриминг искуство и поголема стабилност при видеоповици и онлайн игри.